драги пријатели. Денес е цветница, еден убав празник кој го одбележува Христовото славно, некои го нарекуваат триумфално влегување во Ерусалим, кога беше дочекан од стотици илјади народ со палмови гранчиња во рацете, кои извикуваа Осана на Давидовиот син. И тој настан го означи почетокот на последната седмица на Христовата служба на земјата, која заврши со распнувањето на крстот, смртта на Христос и неговото воскресение. Јас би сакал во ова беседа да го свртиме вниманието од тој земен настан во земјата Ерусалим пред 2000 години, кон еден друг настан кој се случува во некоја поблиска или далечна иднина, не знаеме, во небесниот Ерусалим, и настан кој е опишан во книгата Откровение во 7 глава. Некои со право тој настан го нарекуваат втората цветница, или како што јас во насловот ја нареков цветница 2.0. Многу нешта се слични меѓу цветницата пред 2000 години и онаа што ќе се случува на небото во небесниот Ерусалим, и во двете сцени гледаме многу народ, палмови гранчиња во рацете, гласно прославување и она што е најважно, и во двете сцени централното внимание или главната личност е Господ Исус Христос. И затоа со право може да го наречеме настанот цветници 2 или втора цветница, ако првата беше во земниот Ерусалим, тоа втората е во небесниот. Но сепак колку да се слични овие два настана, сепак има разлика меѓу нив. На првата цветница имаше секакви луѓе и такви кои веруваат, но дури такви кои сакаат да го убијат Господ Исус Христос. На втората цветница ќе има само спасени луѓе и ангели. На првата цветница се гледаше напред кон она што требаше да се случи на крстот, додека втората цветница гледа на она што се случило и на сите бенефити што ги имаме од она што се случило. И ако на првата цветница луѓето беа со мешани, различни очекувања, некои се надеваа дека еве доаѓа Месијата кој ќе ги спаси евреите од римските окупатори, други се надеваа како апостолите дека ќе станат некои политички челници во новиот ослободен Израел, некои се надеваа на храна, на исцеление. Во вториот Ерусалим, во втората цветница се извинувам, толпата ќе го прославува единствено вечното избавување кое се случи на крстот. Во секој случај, втората цветница е неспоредливо пославна, неспоредливо повеличенствена. И ако не сме имале можност да бидеме дел од првата цветница, да бидеме присутни кога Христос влегуваше во Ерусалим, не треба да ни биде толку жал, зашто втората цветница ќе биде далеку пославна и ние ќе можеме да бидеме дел од неа. Бог подготвува за нас далеку пославна цветница на небото. Ајде да го прочитаме текстот од Откровение, во 7 глава, 9 до 15 стих, и ќе видиме со што се карактеризира и зошто таа е толку славна цветница. Потоа погледнав и ете големо мноштво што никој не можеше да го изброи, од сите родови, племиња, народи и јазици како стоат пред престолот и пред јагнето, облечени во бели облеки, со палмени гранчиња во своите раце и громогласно извикуваа: спасениот нашиот Бог, кој седи на престолот и од јагнето. А сите ангели стоеа околу престолот, старешините и 4 живи суштества, и паднаа ничком пред престолот и го прославија Бог велејки: Амин. Благослов, слава, мудрост, благодарност, чест, мок и сила на нашиот Бог во сите векови. Амин. А еден од старешините проговори велејки ми: кои се и од каде дојде овие што се облечени во бели облеки? Јас му реков: Господине мој, ти знаеш. И ми рече: тоа се оние кои доаѓаат од големите маки, кои ги испраа своите облеки и ги избелија во крвта на јагнето.
Затоа се пред Божиот престол и му служат дени и ноќе во неговиот храм. А оној кој седи на престолот ќе го растне својот шатор над нив. Нема веќе да огладнат, ниту да ожеднат, ниту сонцето ќе ги пече, ниту пак некаква жега, зашто јагнето кој е сред престолот ќе ги пасе и ќе ги води на извори на жива вода, а Бог ќе ја избрише секоја солза од нивните очи. Оно што можеме да го видиме во оваа втора цветница е едно мокно поклонение, едно славење, една благодарност, бидејќи има длабоко осознавање на Божјото величие и неговата благодат. Сите ние сме имале можност да слушаме сведоштва или или сме имале можност да понудиме помош на луѓе кои се во тешка ситуација, кои се во страдање, кои се во болка. И ние сочувствуваме со нив, сострадаме. Меѓутоа, нашето страдање би било многу и длабоко, поискрено, доколку и ние се наоѓаме во истата мака. Доколку и ние го поминуваме истото страдање. Едно е да слушаш за нешто, а сосема друго е да го преживееш тоа нешто. Слично е и со нашето разбирање за гревот и за Божјата благодат. Овие два збора, грев, благодат, се многу присутни во нашиот христијански речник. Меѓутоа, треба да признаеме дека како и за се во животот, во духовниот живот, така и за овие работи, по нешто знаеме, како што вели апостол Павле во 1 Коринтијаните 10 глава, по нешто пророкуваме. Гледаме магливо, како во огледало, замаглено. Знаеме дека не е во ред, дека гревот не е добра работа. Дури знаеме дека тоа е одвратно пред Бог, дека создава болка во Божјото срце. И во нашето срце создава болка, бидејќи го любиме Бог, кога грешиме, кога не го исполнуваме она што Бог го бара од нас. Меѓутоа, не можеме во полнота, не можеме сосема јасно да разбереме колку сето тоа е сериозно. Не можеме сосема целосно да разбереме колку тоа е непријатно во Божите очи. И затоа и така лесно можеме да влеземе во гревот и да преминеме кон неправилни дејства. Овде на земјата исто така имаме можност да го видиме злото и кај другите луѓе. И така да ја успокоиме собствената совест. Дури можеме и да почувствуваме радост заради тоа, па и гордост, заради тоа што не сме лоши како останатите. За тоа што не правиме такви сериозни гревови како нив, зашто секогаш, нели, гревот на другите е полош, пострашно од нашиот. Кога бев мал, во моето мало, имаше еден постар батко кој играше многу добро фудбал. И ние сите мислевме, помалите, дека тој е најдобриот фудбалер на светот. Меѓутоа, кога подпораснавме малку и излеговме од границите на нашето мало, почнавме да одиме на школу, па во средно школу, и тогаш видовме дека тој батко не само што не е најдобриот фудбалер во светот, тој воопшто и не е добар фудбалер. Видовме многу подобри од него. Нешто слично ќе биде и на небото кога ќе го гледаме Бог лице в лице. На втората цветница ќе гледаме славата на Бог. Не како во огледало, туку сосема јасно, нескриено. И тогаш, гледајќи ја неговата светост, гледајќи го неговата слава и величие, многу јасно ќе можеме да видиме кои сме ние, какви сме ние. Може би тогаш ќе се почувствуваме како Исаја, кој имаше можност да ја види Божјата слава, додека служеше во храмот, нешто за што пишува во 6 глава на неговата пророчка книга. И си помисли дека ќе умре. Рече, тешко мене, зашто сум човек со нечиста уста. Исаја беше познат како свет и праведен човек, но кога го виде Бог, може да се види себе во светлината на Бог и својата несовршеност и грешност во светлината на Бог.
да види длабочината на гревот во неговото срце и казната што ја заслужува. Кога ќе го видиме Бог во неговата слава, тогаш ќе осознаеме каква казна сме заслужиле. Тогаш ќе осознаеме дека не сме заслужили ништо друго осна страшна казна. Но тогаш вистински и ќе разбереме колку е голема Божјата благодат. Тогаш ќе разбереме колку е славен Божјиот одговор на нашиот грев. Ќе разбереме неговата милост на начин на кој што никогаш на земјата нема да можеме да ја разбереме. Во 14 стих кога го прашуваат Јован кои се тие, и тој вели дека тие се облечени, дека ние, спасените, ќе бидеме облечени во бели облики, зашто сме испрани и избелени со смртта на Господ Исус Христос, со крвта на Исус Христос, онаа крв што се лееше на крстот. Знаете, во која ќе застанеме пред Небесниот Цар, тогаш ќе видиме каква скапа цена платил Христос. Тогаш многу појасно во наполната ќе можеме да разбереме зошто беше необходна таква голема жртва да се плати за нас. Зошто беше потребно да се лее неговата крв за нас. Тогаш ќе видиме каква цена беше платена за нас. Затоа, она што ќе одбележи втората цветница и целата вечност, впрочем, ќе биде едно моќно поклонение пред Бог. Зашто тоа ќе биде единствената нормална, природна реакција на нашето срце. Не славење и поклонение по заповед, туку од благодарност. Бидејќи јасно ќе видиме, јасно ќе осознаеме нашата грешност, но и Божјата светост и Божјата благодат. Дури ангелите, оние кои од секогаш се во Божјото присуство, кои ќе видат таа огромна, непреброена маса спасени, и тие гласно ќе извикуваат. Амин, благослов, слава, мудрост, благодарност, чест, моќ и сила на нашиот Бог во сите векови. Амин. Значи, нова втора цветница ќе има поклонение, славење, благодарност, оддавање чест на јагнето какви што не сме видели досега. Зашто тогаш, гледајќи неговата слава, вистински ќе оцениме длабочината на гревот, но и длабочината на Божјата љубов која спасува. Другото нешто што го гледаме во овој текст, во вториот дел на текстот, е што на цветница конечно ќе бидеме на другата страна од страдањата. Живееме во тешки времиња. Тешките времиња не се само како резултат на стравот од вирусот, коронавирусот, стравот од болест, стравот од смрт. Не очекуваат уште потешки времиња. Последиците од начинот на кој живееме сега, сите ограничувања кон кои треба да се придржуваме, ќе донесат сериозни последици во многу полиња. Сега заборавивме за другите проблеми во животот, како сега да нема други болести. Сите што умираат сега умираат од коронавирусот. Како луѓето да не страдаат од други проблеми во моментот. Меѓутоа фактот е дека реалноста да се разболеме од рак е се уште иста како и порано. Опасноста да ни тропне на врата поштар со непријатна порака, реалноста да добиеме непријатен медицински извештај од некоја друга физичка слабост, реалноста да добиеме отказ од работа, дури и поголема сега. И понатоа ќе треба да ги плаќаме сметките, да ги враќаме кредитите, и понатоа ќе треба да се справуваме со многу други неволи. Многумина сега посебнуваат по животот. Пред некој ден спомнаа за некој човек во Скопје кој се го одзел животот зашто дознал дека е болен од коронавирус. Ке има и многу други неволи. Како да ги претрпиме? Што ќе не држи во живот? Вреди ли да се трпи сето тоа? Кога ги гледам маратонците кои трчаат на долги патеки, по 42 и плюс километри, ме запрепастува, ме изненадува еден факт секогаш и ме восхитува.
трчаат многумина, но само еден победува. И кога тој ќе победи, ќе помине целната линија, некои тркачи застануваат и со километри. Меѓутоа продолжуваат да трчат. Знаат дека нема да поминат низ линијата, но продолжуваат да трчат. И се велам, зошто трчат кога знаат дека нема да победат? Зашто знаат дека веќе победникот одамна ја поминал линијата. Ти трчаат зашто знаат дека има една целна линија која треба да ја поминат. Тие за тоа се спремале. За тоа претрпувале и физичка болка, и лишување во животот. За тоа се леело пот од нив, за да ја истрчат трката, за да ја поминат таа целна линија. И знаете како ќе ја поминат целната линија, ќе дојде сатисфакцијата на сите тие часови што ги поминале на теренот, во подготовката. Има една сатисфакција, има едно ослободување од страдањата, зашто сето тоа е зад целната линија. Втората цветница дава надеж дека овие страдања нема да одат во бескрај. Има една целна линија која ќе ја поминеме и кога ќе ја поминеме и влеземе во Божјото царство, страдањата ќе останат зад нас, од другата страна на таа линија. Јован го праша старешината кои се тие што се облечени во белите облеки. Одговорот беше, тоа се оние кои доаѓаат од големите маки. Таму, на таа цветница ќе бидеме сите оние кои сме живееле верно, сме се труделе, сме се бореле, сме војувале, не сме се предале, сме победиле. Сме истрчале трката до крај, сме ја зачувале верата. Она што не мотивира да се бориме е сознанието дека ќе ја поминеме еден ден целта. Трката ќе заврши и ќе дојде нешто за што се заслужува сиот овој напор. Ќе застанеме пред Божиот престол и сите страдања ќе останат за таа линија. И нека секојдневно го имаме оваа во нашиот ум, додека трчаме, да не се откажеме од трчањето, зашто нешто неспоредливо пославно не очекува за таа линија. Таму ќе живееме живот што дури не можеме да си го представиме овдека на земјата. И тоа е мотивацијата зашто треба да продолжиме да трчаме. Хајде да видиме последните 2 стиха. А оној кој седи на престолот ќе го расне својот шатор над нив. Нема веќе да огладнат, ниту да ожеднат, ниту сонцето ќе ги пече, ниту пак некаква жега. Зашто јагнето, кој е сред престолот, ќе ги пасе и ќе ги води на извори на жива вода. А Бог ќе ја избрише секоја солза од нивните очи. Вели тогаш ќе имаме една совршена закрила, зашто Божиот шатор, Божиот дом ќе биде раснат над нас. Нема да има глад, нема да има жед, сонцето нема да пече, ќе има една совршена сенка, ниту пак некаква жега. Зашто јагнето, кој е сред престолот, тој ќе не паси. Нема да има никаква жед. Желбата за знаење ќе биде задоволена. Нашата љубост ќе ја достигне потребната длабочина. Нашата самотија потполно ќе биде истисната, зашто со нас ќе биде Бог, со нас ќе биде јагнето Христос. Ќе бидеме заобиколени во целата вечност од Божјото семејство. Нема да има изолација, нема да има физички разделување, ќе бидеме заедно. Нема да има повеќе потреби да плаќаме сметки за струја, за парно, за какви останати. Нема веќе да има проблем со празни фрижидери. Нема да има проблеми со пневмонија, со рак, инфаркти, со закажување, мој термин, со чекање на ред за тестови. Нема повеќе да се фаќаме врски за прегледи. Лусните ќе бидат излекувани, вината ќе замолкне, срамот ќе исчезне. Нема да има повеќе плачење, туку ќе има само радост. Секоја солза ќе не биде избришена. Нема да има повеќе смрт. Нема да има повеќе разделба со ближните.
Тоа ќе биде живот за кого секогаш сме мечтаеле, но никогаш не бил возможен на земјата. Тоа е животот што ќе го доносе втората цветница. Но прашањето дали таа е нашата дестинација, дали натаму трчаме. И едно директно прашање, што мислиш? Ќе бидеш ли помеѓу оние кои ги испрале своите облеки во крвта на јагнето? Ќе држиш ли палмово гранче во раката? Ќе се поклонуваш ли на јагнето? Библијата вели дека тоа ќе биде огромна маса народ, од сите јазици, од сите колена, но сепак ограничена група. Таму нема да бидат присутни многумина кои читале Библија. Таму нема да има многумина кои дури и оделе на црква. Таму нема да има дури некои од оние кои се крстиле. Христос вели дека таму нема да има дури некои кои вршиле чуда во Христовото име. Таму ќе бидат само оние кои ја подпреле својата иднина во Христос. Само оние кои во овој живот, за своите гревови, својата надеж, за се надеваат единствено на Христос. Тој само на оние на кои што Христос е водство, мудрост, спасение, оние кои во сите овие нешта се доверуваат само на Христос, ќе бидат таму, на таа цветница. Таму ќе бидат оние кои се доверуваат на Христос во искушенијата и благословите. Оние кои целиот живот го насочиле кон таа крајна дестинација, да бидат во Божјото царство, да бидат покрај Божјиот престол. И макотрапно тренираат, макотрапно се борат, трчат кон таа цел. И на крајот, кога размислуваме за тој настан, кога ќе застанеме во таа толпа, која го слави величествениот Бог, кога размислуваме за денот во кој нема да има повеќе смрт, болест, солзи, кога нема да има повеќе мака, кога сите наши рани ќе бидат излекувани од Бог и сите лусни ќе бидат залечени, кога размислуваме за Божјото царство, каде што ќе бидеме лично водени, пасени од добриот пастир, пасени на зелени пасишта покрај мирни води, тогаш единствената реакција секогаш, па дури во едно такво тешко време, би требало да биде: Татко, ти благодариме. Ти благодариме и за овој денешен ден. Ти благодариме и за утрешниот ден. Ти благодариме за се што ни даваш овдека, чекајки го мигот кога ќе бидеме во онаа вечна цветница, вечно славејќи го Твоето име.